2020 година си ја стартуваше со еден нов проект, Джелјо и пријателите. Еден од тие пријатели си го донесе, Андреј Трајковски. Добар ден, више. Добар ден. Добар ден. Више разбудени, станати, спремни. Секако, ние секако сме спремни, расположени. Се пробавте, ќе ве слушнеме и во живо, одлично звучите заедно. Добро, Джелјо, ќе одмориш малку или нема? Па не, такво ми е темпото. Сите ме знаат дека сум брз, темпераментен и никогаш не застанувам. И сега мора. И сега мора, да. Сепак таква ми е целта. Сакам народот, значи нашите слушатели да имат што повеќе материјал и повеќе, нели, да биде застапена Зурлава. Затоа што, нели, во Македонија, во нашата држава, нашиот инструмент е највеќе застапен по свадбите и другите манифестации. Затоа јас сакам нешто во да им приредам и за слушање и за гледање. Апсолутно. Джелјо и пријателите, ти е новиот проект со кој што ја стартуваш 2020 година. Да. Тек проектот ќе се надополнува со песни, така? Само што почна. Да, проектот е веќе готов, снимене, но сепак, нели, на YouTube ќе се прикачува секој ден по едно ново видео ќе има. Сега за сега 2-3 се прикачени. И како реакциите за почетоков? Добри? Не сум очекувал дека ќе има толку позитивни и добри реакции. Затоа, нели, се трудиме и затоа ние се трудиме за да има позитивни реакции. Да. Се надевам дека и понатаму така ќе биде. Одиме само на позитивна страна. Андреј Трајковски е младо момче, исто така зурладжија, кој што во иднина и ќе си соработувате повеќе, така ви е планот, се разбира. Се најдовте, лесно е со Джелјо да се работи? Па, нормално дека е лесно. Со професорот, за некого професор да ти кажеш. За некого професор, така. Мене ми е чест пред се што имам можност со него да, што ме поканува, еве, повеќе пати заедно да соработуваме. И секако ќе се продолжи понатака, кога ќе се најдат, нели, двајца што можат заедно да соработуваат, е многу полесно тоа да се изведува. И ми е чест што имав можност да бидам дел од неговото новогодишно шоу. Поне пред се би сакал да го пофалам еден од ретките, ако не и единствен, кој што традиционалните, нели, инструменти ги вметна. И мислам единствен кој што се смилува да ги прави тие комбинации. Така. Тоа он е единствен ако таа работа и мене ми е чест, нели, со единствениот јас да бидам дел од неговото шоу, па еве, дел од утринска емисија заедно со него. Заедно снимаме проекти, заедно се надевам дека ќе продолжиме да снимаме проекти. Имаме во најава неколку проекти што во слика, нели, ни се во глава, што планираме да понатака да се остварат, но за тоа потоа. Чим те бендисал, тешко тебе да се каже. Ќе видиш сега, познат си по тоа што ги правиш тие комбинации, значи со смелуваш комбинациите да ги направиш на инструменти кои што вака луѓе не може да ги поврзат. Сега, оваа комбинација ти е зурла со кавал. Да. Да. Разиграна 11-ка. Да, познати фрази, познати мелодии, но сепак. Интересното е тоа што зурлата и кавалот заедно свира. Тоа сакав јас да го видат и да го слушнат многу наши гледачи и слушатели. Затоа што таа комбинација на некои, на многуте колеги наши е тоа невозможна комбинација. Не само зурла и кавал, зурла и армоника, вика некој, не може, зурла и виолина не може, ама кај мене све може. Да, ќе видиш дека може. Да, и мене ми е тоа целта, ќе направам комбинација со сите видови на инструменти, за да докажам дека зурлата може со секој инструмент да свири. Но нормално тоа треба да знае некој да го направи. Се разбира, и таа комбинација. Ајде да видиме како добро изгледа разиграна 11-ка комбинацијата на зурла и кавал, Джелјо Дестановски и Андреј Трајковски. Ајде видиме.
Многу весело разиграно. Џелјо Десановски како што си го правиш тоа. Да. Буквално тоа и се очекува од тебе и како кога те викаат по веселба и како викаат ај дојди да ни направиш веселба. Баш така. Дојди да не расположиш. Дојди да не расположиш, да, баш така. Е многу ти убава работата, да знаеш. Па си ја сакам работата и знам дека е убава затоа што секогаш си позитивен, насмеан и тоа го пренесувам и на нашиве слушатели, гледачи, кај да си, дали на свадба, дали на некоја емисија, секогаш сакам да бидам позитивен. Разиграна 11-ка, ќе имаме можности со татко ти да ја видим исто така заедно со работката, но кој се најде во проектот Џелјо и пријателите? Ќе имаме можност или да ги видиме како ги ставаш, како ги објавуваш, нели? Ќе ги објавувам, но сепак сакам кој се наоѓа, сакам да им се заблагодарам на сите што дојдоа и прифатија да бидат гости на моето шоу, прво шоу, сепак. Мене ми беше мило и голема чест што дојдоа и познати имиња, како што е Ферус, Владко Миладиновски и Андреј, значи Роберт Спасенцовски, Даливор, значи многу изведувачи и пејачи познати дојдоа. Но пред се, благодарение на Дејан, арт продукција, Balkan Music TV, сето тоа немаше да биде толку убаво затоа што нели видеото и аудиото кога ќе се состават, ако е све убаво, така. Нели крајниот резултат ако е добар, тоа ние го бараме, тоа да биде убаво за нашите гледачи. Кои се инструменти се? Јас сакам да ја видам соработката со Ферус, нели ти кажав тоа. Кој знае како изгледа? Са вака ми е многу чудно, ама кои инструменти успеа да ги споиш ти? Кои се наоѓаат? До сега зурла со хармоника, со кавал, со саксофон, со кларинет. Имам не би текнува. Сите може. Со гајда имам. Аха. Не знам, имам повеќе комбинации, но има уште комбинации понатаму што веќе работиме на тоа. Ке има повеќе комбинации што на некој претходно кажав и пак ќе кажам. Се невозможни, но сепак јас сакам да ги направам да се возможни. Да. Целата, претпоставам и целиот проект си Андреј тука вклучен, или се разбира, комбинациите, правењето на музиката, се која ќе се спои, нели што велиме, вие музичарите, невозможното со невозможното и успева да излезе преубаво како проект. За тебе какво искуство е сево ова? За мене е еден можност за учење пред се. Прекрасно искуство. Пред се би сакал да кажам дека јас не сум многу во оваа мрежа. Со инструментите се бавам, со народните инструменти, што се вика жаргонски од мали нозе. Од дете? Од дете. Средното образование го завршив во Дамовуц Илија Николовски Луј. Сега сум 4-та година на факултетот за музичка уметност, на теорија и педагогија, заедно со народни инструменти, ке професорот Драган Дутовски. И сакам да истакнам дека и јас од друга страна, нели, кавалот и гајдата ми се првенствени инструменти, исто така и зурлата. Исто така давам напор јас исто тие да ги направиш комбинации, да направиш ти нешто свое, да. Но соработката со Џелјо ми допринесе јас да бидам дел од телевизија, да бидам дел заедно со тие музичари, да бидам дел од нешто ново што е, нели, со оние што би рекле фабрички инструменти, односно хармоника, бас или било што друго. И за мене тоа е големо искуство, да речем. Пред се самата дружба со музичари, нели, самата дружба допринесува да нешто научиш од било кој музичар, било каков инструмент. Сега тоа секако е голема позитива за мен. Како иде процесов на правење? Си пробуваш тоа со тоа, па ги спојуваш, па... Мене претходно, значи, сите идеи што ми доаѓаат преку ноќ, што се вика, или на сон. Многу спонтано. Многу спонтано. Да. Си ги слушаш звуците? Да, денес онака, пример, ке прошетам негде, дали на свирка или нешто, во моментот ке ми тегне и ке ми се допадне некоја фраза, некоја мелодија и си викам, чекај, зашто ако саксофонот ја свири, зашто јас со зурлата не можам? Ке пробам, ке видам дека може и тогаш ке се нафатам. Сепак ако е нешто стварно невозможно, нема да се осмелам. Ама и тоа пробувам да го направам. Да. Така да си да муча. Добро, Џелјо,
ајде малце за соработката со татко ти. Како ти беше тебе соработкава со татко ти, сега го повикуваш да работи на твој проект, нешто што ти си го направил од човекот од кој што си учел? Така е. Пред се, мене ми е чест, многу ми е драго што ќе имам една снимка, пред се, нели, YouTube сега ние како материјал, сочувување на материјал за долги години да го имаш. Да. Пред се тоа ми е мило што ќе имам каде татко ми, нели, материјалот за понатаму, да си го гледам тоа. А сепак он ми е, нели, учител, он и дедо ми, ја од нив учев. Ти го учиш се и син ти? Да, треба да направите сите заедно. И син ти следно. И Џан да биде во следното. Планираме нешто такво, само здравје. Господ, да сме здрави и живи, ќе го направиме и тоа. Мене ми е пред се мило што татко ми, нели, и он се горде со мене, и јас се гордам со него. И сакам да направам нешто заедничко со него, затоа што пред се, нели, мора да има, јас со сите работам, ама сакам и татко ми тука да биде до мене. Ти го правеше, нели, тој претпоставам дека и ти идејата му ја пренесе тоа што, нели, треба да се вклучи во твојот проект, но дозволи да ти сугерира, го прашуваше? Да, секако. Мора од постарите да учиме. Сепак не смееме да го прегазиме нивниот збор. Некогаш они многу се во право. Да. Отколку ние. Ние знаеме и да сгрешиме, млади сме, ама постарите знаат што... Тие традиционални етички норми некако се подзаборавени, мислам, не секој од младите ги прифаќаат и ги негуваат, што велиш, ама... Да. Убаво е во секој случај. Пред се мене ми е чест, затоа што јас веќе долги години сум во естрадави, во оваа бранша, зурлатот како почнав. Јас многу ја вметнав и ја вратив, што се вика, малце во живот, така да кажам. Па да, не запозна, мислам, со инструментов. Зборевме и предходната емисија за ова. Зурлата беше заборавена. Еден период немаше зурли. Но сепак јас се потрудив малце да вратиме нашата изворна македонска музика, нашите инструменти, кавалот, зурлата, гајра, тапанот. И сега затоа што си професор, имаме интерес повеќе од млади има интерес деца, сега, многу млади деца има што свират зурли, за кавали, гајди, тапани. Многу ги. Не, се интересираат за нашите традиционални инструменти. Тоа е прашање. Да, се интересираат и свират. Тоа е доброто, да. Ги има многу. Па добро е, значи имаме надеж дека сепак традицијава ќе си остане. Ќе си остане и продолжува, да. Да, се продолжува, да. Одиме напред. Многу сакам да ве слушнам во живо. Малку слушнав нешто. Подрум ода мајче. Така? Да. Ајде. Сега во моментот он може. Со две зурли, а? Да. Ајде. Еве и ова можело и преубаво звучи, драги мои. Подрум ода мајче, Зурла, Џелјо Дестановски и Андреј Трајковски. Сега само пред свирење мора да се подготовките. Да се подготвиме малце. Ритуали. Тие се ритуалите. Преубаво звучи. И одма си ја пееш и така, да, во нешто што не си навикнат, нели? Да, со нов звук, ама многу убаво звучи. На свадби, која песна најмногу со Зурла ја свириш? Најмногу се знае на свадба голема. Тоа сакам да кажам. Мислам ќе кажеш кога одиме по невестата, таа е... Не, свадба голема е така една единствена. И пред се ми е чест затоа што дедо ми ја свири таа песна. И мене ми е многу мило така кога ќе одам на свадба и ја свирам, ја барам таа песна. Да, многу малку луѓе го знаат тоа. Веројатно твоите најблиски само. Не, го знаат. Музичарите го знаат са луѓе, не знам, музичарите знаат дека дедо ми ги свири сите песни на Воја Стојановски. Така? Така да, а јас па на неговиот син, на Дамјан Стојановски, песните ја му ги свирам, докторе му е најголем хит, ја му ја свирам. Така? Да.
Доктори и другите песни исто така му ги свирам ја на Дамјан. Имам соработка, доста добра соработка со нашите познати пејачи. Да. Не само соработката, како што со истакнати миња од твојот проект Пријатели, кој што го слушнавме, кој што ни ги наброја, со многу останати. Сакам да те видам во некоја таква изведба во живо со некој така чуден инструмент следен пат да дојдеш. Да видам, да видиме како тоа би изгледало, но сепак твоето и примерно, освен тоа што ствараш, правиш музика, си професор, примерно вработување, нели сепак ти е задолжување во танец. Да, тоа ми е примерна работа. Да, нашите амбасадори, благодарение на нив се разбира ти насекаде по светот. Ја носиш зурлата. Па така. Да. Така може да се каже, благодарение на танец имаме прилика и голема шанса да се запознаеме со светов. Нели, сегде одиме, патуваме, концерти и културата наша македонска ја пренесуваме во сите држави. И јас сум многу благодарен што имам таква прилика да работам во таква институција и нормално да прошеташ, да го видиш светот. Ама и тоа и ти овозможува дополнително и за твоиве проекти се разбира и за идеја и за афирмација и така натаму. 2020 ќе ти биде многу со патување? Па има закажани патувања, неколку, ама нема да останат само тие неколку, ќе има уште. Да, сигурно ќе имаш уште многу, да. Но сепак тоа е тоа, затоа се трудиме да имаме повеќе работа, да патуваме, да пренесеме нашата традиција што повеќе и повеќе да шетаме. Што е планов со проектот? Полека готов е, полека песна по песна ќе се вади, ќе се презентира, нели, на публиката. Планот е публиката да има материјал, да има што да слуша и да гледа. Ја пак ќе кажам, јас се трудам да им пренесам на нашите слушатели нешто поквалитетно. Зурлата како треба вистински да звучи. Сепак затоа што не сакам да ме свати никој погрешно. Има многу зурладжи, но сепак не ја пренесуваат како што треба. Звукот соодветно, автентично како што треба, да, баш така. И ја тоа се трудам. Значи, малце нашите слушатели да знаат што е добро, што не е добро. Да се направи една дистинкција. Така? Да се знае. Не, види, тоа треба во секоја професија. Да, треба, малце во последниот период на нашава работа не е така, пошто има многу неквалитетни што се многу застапени. А не треба да е така. Има некои квалитетни, не само ја, има и други квалитетни, како што мојот колега и други да не набројувам. Но сепак, и во твојата професија, но и во мојата професија, публиката е најголемиот критичар, фала Богу, па може да направи дистинкција, да подели што е добро за слушање, што не е добро. Добро, ќе ги дознаваме полека песниве, како ќе ги објавуваш се разбира. Што би сакал да најавиш за следно во 2020? Освен ова што ти си влезе со спремен проект, но што би сакал да најавиш? Па како за 2020 за почеток ја им спремим на сите наши слушатели и гледачи нешто ново од мене, нов проект за да имат, нели, да се слушат, да се уживат, да се веселат на тие. Но мене знаеш што ме интересира само дали овие што велиш им ги дадов да ги слушаат, да се веселат, дали веќе ти ги нарачуваат? Уште не или оние кои што Малешев скоро, кои што веќе ги нарачуваат, веќе. Мерак Зурла ми е хит и по свадби сегде Малешевското исто Малеш ги барат си тие ора ги барат, да. Мерак Зурла да не кажеме, тоа е па добро, нели е тоа најголем потик за нови проекти. Кога ако новата музика ја бара, значи има простор за нови проекти. Така е. Има простор, не застануваме, ние одиме понатаму. Одете понатаму и ви благодарам многу што ми бевте гости и што ве слушнавме во живо како звучите, многу убава изведба, да ти кажам, подрум удам мајче. Благодарам. Ќе завршиме со како ти беше Татков скоро беше? Татково, тоа така јас го нарекол поради тоа што татко ми е до мене и да го посветиме за него. Ете и го посветуваме и го поздравуваме, значи Татково Оро, Џелјо Дестановски, Андреј Трајковски беа мои гости. Продолжуваме понатаму. Драги мои, уживајте во изведбата на Татково Оро, но продолжуваме и со други теми.